Деловен објект во Усова чешма во Кочани проблем за жителите кои живеат во овој дел од градот. Како што велат пред камерите на Имнет телевизија, станува збор за објект кој би требало да биде во индустриската зона, а не во населба и на место кое е предвидено за домување. Соседите реагирале многу пати до надлежните институции до општина Кочани, но освен на лист хартија решение на виделина нема. Собрали и петиција за отстранување на објектот, но сепак на место само на стрешница како што е предвидено. Истиот објект дополнително е проширен. Ние граѓаните собравме петиција од сите околни мештани што граничиме со објектот овде, пошто ни смета сето тоа секојдневно и сме засегнати од овој проблем кој не е за тука. Индустријски објект, диво градба, бесправно изграден, нарушување на јавен ред и мир. Икс пати имаме се жалено до полиција. Ни рекоа, обратете се во општината, пошто ќе имате поголеми проблеми отом потом. Ние пробавме уште од самиот старт, не успеавме ништо од тоа, не идовме на проблеми, изгледа ми проблеми кои што се против нас, во полза на градителот, со школа од општината. Ние не бараме да престане да работе, значи посакуваме ја целата среќа, значи и да му иде бизнисот како што му иде до сега. Ние бараме сето ова што го работи тука, значи што го гледате зад мене конкретно, да биде пренесено во индустријската зона, затоа што ова конкретно е за во индустријската зона. Нашиот мир е нарушен, работи се од 8 до 3, некогаш и навечер, 10-11 часот, доаѓаат скании, доаѓаат комбиња, доаѓаат камиони, значи бараме и ги замолуваме надлежните да излезат во интерес на нашите барања. Проблемот нерешен стои повеќе од 2 години. Граѓаните кај себе ги имаат решенијата од општината дека објектот треба да се отстрани, но пред себе секојдневно се соочуваат со нарушен мир, возила кои поминуваат и ветувања од страна на општината кои не се реализираат. Проблемот датира веќе 2 години. Обратени сме до надлежните во општина Кочани со добиен одговор дека имат доставено решение за отстранување на градбата. Прибидејќи до ден денес нема ништо, а веќе најмногу засегнатата ни комшивка Лидија Велкова го гонеше кривично и доби негативен одговор, ние сакаме да известиме јавноста дека за жал во нашата општина ништо не функционира како што треба. Доаѓаме до судир на многу интереси. За случајот одговор побаравме и од општина Кочани. Градежниот инспектор Николчо Гоцев, кој впрочем и бил на терен, вели дека е донесено решение објектот да биде отстранет. Тоа значи дека општина Кочани преку фирма со која има склучено договор треба да го отстрани објектот. Овде лежи главниот проблем. Општина Кочани од 2015 година нема склучено договор со ниту една фирма за отстранување на објекти, а има донесено 400 решенија кои чекаат да бидат реализирани. Овие дела не застаруваат, па кога би се склучил договор со фирма, истите би требало да се реализираат. Градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов кратко преку СМС порака кажа дека во наредниот период ќе се склучи договор со фирма и ќе се спроведе решението.